Владата се повлекува од намерата да купи нов владин авион, изјави премиерот Мицкоски по низата критики на опозицијата дека леталото било користено за приватни цели и луксузирање. Вели, иако експертите предложиле набавка на нов авион, кој би се користел и во хуманитарни цели, владата крева раце од набавката, откако, како што вели Мицкоски, опозицијата првично дала, а потоа ја повлекла поддршката. Ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Откако опозицијата го обвини премиерот дека владиниот авион го користел за лични потреби, тој денеска едно по едно ги наброја сите 4 дестинации на кои го користел. Кон Будимпешта и Загреб патувал со комерцијални летови, но поради неодложни обврски, авионот во двата случаја дошол да го врати назад, вклучително и кога користел 4-дневен одмор во Хрватска. Леталото го користел во два правци за време на посетата на Белград и Тирана, а најави дека со истиот авион во јуни ќе оди во Подгорица. Претходно денеска опозицијската СДСМ обвини дека владата планирала за нов авион да одвои 100 милиони евра, наместо, како што рекоа, за плати, училишта и болници. Велат нема одговор колку чинело луксузирањето на Мицкоски со владиниот авион и кој бил со него. Луксузирањето на Христијан Мицкоски врз грбот на граѓаните и летањето со владин авион на Јадранско море го откри неговото вистинско лице и лицето на неговата расипничка власт. До толку се опиени од моќта, од аздисаноста, државата ја сметаат за нивна приватна собственост, шанса за бизнис и уживање, а граѓаните за поданици кои се тука да им го плаќаат луксузот. Најавите за купување нов владин авион започнаа уште лани, а се интензивираа неодамна, кога и директорот на службата за општи и заеднички работи Томовски повтори дека набавката на нов авион е неопходна.